Иако навлезени во декември, последниот месец од годината, временските услови се уште овозможуваат активности на градежната оператива на отворени објекти. Во преден план секако атлетската патека на градскиот стадион во Штип. На барање на сите атлетичари, градоначалникот асфалтираше стазата овде покрај стадионот и со самото тоа веќе се заокружи целиот овој простор. Сега сме во тек да тендерираме и за да ги покриеме трибините, ќе има покриени трибини, ние ќе се трудиме да го сето тоа одржуваме безпрекорно чисто и ќе работиме понатаму за да имаме успех како спортски клуб. Ветувањето за атлетската патека се остварија и таа ќе ја добие својата физиономија. Ќе имаме дополнителни инвестиции, да кажам дека атлетската патека ќе има 5 ленти за надпреварување. Наскоро треба ЈП Стипион да ја означи атлетската патека. Овде рековме дека помошни терени ќе бидат уредени по сите стандарди и да не забораваме дека нашите атлетичари ќе имаат место каде да трчаат, затоа што во текот од утрешниот ден ќе почне асфалтирањето на патеката од 8 ноември до населбата Балканска. Тоа е некаде околу 3,5 километри. Се надевам дека за 3 дена ќе се заврши асфалтирањето. Ќе имаат одлични услови и велосипедистите да возат велосипеди, пешаците да пешачат, а нашите атлетичари да трчаат за да на крајот постигнуваат и добри спортски резултати. Уште едно прашање, дали со ова конецот се тргаат рекреативците од градски, бидејќи ако бидат атлетска патека, ќе бидат само за атлетичарите? Па јас лично мислам дека рекреативците има каде да трчаат. Јас секој ден, можда на 2 дена одам на патеката за Дисарот, која оди од 8 ноември па се до Ново село и верувајте дека десетици наши рекреативци трчаат секој ден, вежбаат, спортуваат, се користат и фитнес зоната. Лично мислам дека со изградбата на и продолжењето на таа патека до населба Балканска, каде ќе има 2 моста, еден ќе иде према населбата Македонка, а другиот према населбата Балканска, правиме нешто уште подобро, така да ќе биде вкупната должина 6 километри и ќе останат некаде можда уште 2 километри до Стар Карорман. Идејата е со општина Карбинци да го поврземе Стар Карорман со Таринци. И мислам дека со тоа ќе направиме голема работа за луѓето и жителите од тие населби да не го користат магистралниот пат за велосипедизам, за пешачење, туку да се одат по патеката која ќе биде и попријатна и побезбедна за самите пешаци. Во финална фаза се и активностите околу изградбата на спортската сала во населбата Баби, со што ќе се реши деценискиот проблем околу одвивањето на физичките активности на овие ученици. Досега децата вежбаа во една училница, немаа никакви услови за спортување. Ги користеа двата спортски терени кои се надвор од самото училиште. Благодарение на владата на Република Македонија, на Министерството за образование и напорите што ги направи општината, веќе се привршува и при крај сме со изградбата нова училишна сала. Ќе биде голема придобивка за нашите деца и мислам дека тоа е ретко училиште во нашиот град каде нема училишна сала. Инвестицијата е на Министерството за образование и на општина Штип околу градежните активности, приклучок на струја, на водовод, канализација и пристапен пат, односно патека до училишната сала.